На ВМРО ДПМН е потребна нова енергија, а не нови поделби. По завршување на локалните избори 2017 година и резултатот на истите, зашто навремено предупредивме, и по изгубеното време за суштинска внатрепартиска дебата околу предлозите кои беа доставени до Централниот комитет на ВМРО ДПМН за измена и демократизација на статутот и стратегијата на дел од раководството да го потроши истото тоа време и енергија за внатрепартиски поделби, етикетирање и оцрнување на секој чесен член кој го крена својот глас за стабилно ВМРО ДПМН и за стабилна Македонија, денес ги испраќаме следниве 5 пораки. Прво, жалиме за огромниот пат во поддршката на ВМРО ДПМН кај граѓаните на овие избори, како резултат на лошото водство на нашата партија. Никако не прифаќаме вината за истото да падне на грб на општинските и местните комитети, а повторно само Никола Груевски да не е виновен. На лидер на ВМРО му доликува да ја прифати историската улога и да ја преземе одговорноста за стореното. Господине Груевски, бидете маж и преземете ја одговорноста. Бараме веднаш неотповикливо да си поднесете оставка од функцијата преседател на ВМРО ДПМН. Второ, иднината на ВМРО и ВМРО ДПМН е организирање на слободен, демократски и обединувачки конгрес за денесување на нов демократски статут на партијата и избор на нови органи. Бараме конгресот да го организира управувачки комитет на ВМРО ДПМН како временно тело во кое ќе има представници на сите релевантни структури во партијата, а ќе го предводи човек кој има персонален интегритет да обединува, кој ќе има разум и чувство за интересот на ВМРО ДПМН во иднина. Повикуваме на итна средба со Груевски и останати представници од извршниот комитет со цел да го утврдиме составот, начинот и рокот на действување на управувачкиот комитет на ВМРО ДПМН. Трето, ги повикуваме сите членови и симпатизери на ВМРО ДПМН да изберат помеѓу патот на европската иднина и обединувањето, кој го носат реформите во партијата, или патот на минатото и пропаста, во кој не води Никола Груевски. Повикуваме на смиреност, разум и обединување во обновата на партијата врз база на вистинските вредности на ВМРО, кои сите ние ги споделуваме. Бараме веднаш да се отворат општинските и местните комитети низ цела Република Македонија за средби и презентација на концептот за демократизација и модернизација на ВМРО ДПМН. На крајот, одлуката останува на секој од нас, членовите на ВМРО ДПМН, за каков пат ќе се одлучиме. Иднина или минато, реформи или поделби. Четврто, господине Груевски, интересот на ВМРО ДПМН е во обединување на ВМРО во Република Македонија. А може би вашиот личен интерес е во нови поделби и пресметки со сите нас, кои не размислуваме како вас. Во таа насока ве повикуваме веднаш да престанат сите закани за исклучување од партијата на било кој член кој размислува слободно и демократски. Не е време за предизвикување на гнев, поделби и раздор во партијата. Зошто за последиците кои ќе настанат, единствено вие ќе ја носите вината. Сега е време за обединување, а не за нови фронтови. Имаме разбирање за вашата состојба, но нема поради тоа да ви дозволиме да го докрајчите ВМРО ДПМН. На ВМРО-вците им ни треба надеж,
оптимизам, иднина, нова енергија за нови победи, а не реваншизам и закани. Само нова енергија може да донесе победа на ВМРО и повторна можност за управување со Република Македонија. И петто, ги повикуваме сите релевантни политички субјекти во земјата да поддржат ново законско решение за организирање и действување на политичките партии во насока на нивна длабока демократизација, со цел сите заедно конечно да ја овозможиме шанса за стабилен политички систем на Република Македонија и да овозможиме демократска иднина на нашите деца. Ви благодарам. Поверете со прашање доколку имате. Кои се следните чекови? Кои се вашите конкретни чекови ако овие барања немаат слух? Нашата борба за ВМРО ДПМН не престана и во многу поочајни моменти, нема да престане ни сега. Најавуваме драстично пожестоко темпо на партиската иницијатива за реформи на партијата и не застануваме до моментот додека партијата вистински не ја реформираме, демократизираме, модернизираме и европеизираме. Конкретно што ќе преземете какви мерки? Конкретно очекуваме да го формираме управувачкиот комитет на ВМРО ДПМН, со учество се разбира и на представници од актуелното раководство и да по еден транзицијски период од неколку месеци во една комплетно демократска атмосфера, пријателска атмосфера, атмосфера на разбирање и соработка, да го организираме новиот обединувачки конгрес на ВМРО во Македонија. Видете, ВМРО ДПМН нашата желба е обединувачка, нашата порака е обединувачка. Доколку Груевски инсистира на поделби од цепување во ВМРО ДПМН, он може слободно со малкутами на поддржувачи околу него да се формира нова партија и да продолжи понатаму во неговата желба за екстремна некоја си опција која нели ја најавуваше во последно време. Ние продолжуваме со вистинското, автентично ВМРО ДПМН. Онакво ВМРО ДПМН како што ни го оставија основачите од 1990 година. Според вас, кој би требало да биде начело на управувачкиот комитет? Имате ли име предложено? Да. Па во овој момент не би шпекулирале со имиња, само би кажа дека тоа мора да биде општо прифатлив човек со персонален интегритет кој може да ги разбере сите страни и кој може да донеси во една фер постапка да работи тоа тело и да го организираме конгресот. Ќе оставиме на можноста да после тие средби консултации заеднички да утврдиме таков човек. Како ќе коментирате резултатите на изборите, кои според вас е крив за лошите резултати на ВМРО ДПМН? Дали беа легитимни? ВМРО е гордост и на ВМРО му доликува достоинство. Ние мора да се соочиме со реалноста, да се соочиме со граѓаните и да ја прифатиме реалноста. Не може ние да оплакуваме врз судбината, туку напротив да се стегнеме и да преземеме акција и мерки да вратиме силата и моќта на ВМРО. Се она што стои како забелешка, мислам дека треба да се процесуира во телата на Државната изборна комисија, управните судови и доколку и еден глас во Република Македонија бил спречен, слободно биде даден, тоа подитно да се овозможи. За нас изборите се светост и освен слободни, фер и демократски избори, друго не е прифатливо. Вчера во Државната изборна комисија вашите членови не беа присутни кога се објавија прелиминарните резултати. Која е според вас е причината за нивното дека не беа присутни? Представниците на ВМРО ДПМН во ДИК, доколку не биле присутни, тоа е по насока на господинот Груевски, кој последните 2 дена донесе дополнително небулозни одлуки на извршниот комитет, кои ја влошуваа состојбата во партијата. Меѓутоа, вчерашниот говор Груевски не ги призна изборите. Каков е вашиот став? Дали се легитимни да поминаа пред демократски и дали имаме потреба од она што го зборуваат нови парламентарни избори?
Ви кажав, машки да се соочиме со реалноста. Ви го кажав тој став. А што би правиле ние на нови парламентарни избори? Зашто би направиле избори на кои ВМРО ДПМН би го изгубил големиот број пратеници во парламентот? Обратно тоа прашање треба поставите до господин Груевски. Зашто он посакува избори на кои ВМРО ДПМН би била комплетно дефакторизирана? И во парламентот.